Предметот империја беше еден од главните на поранешното специјално јавно обвинителство. Пред прво Камчев, потоа и Мијалков дојде до спогодба. Како дојде до спогодбата и како дојдовте до заплена, односно конфискација на имотот на Мијалков конкретно? Овие предмети и за Мијалков и за Камчев се фактички еден предмет. Тоа е предметот наречен империја. Тој предмет произлезе од содржините на незаконски прислушуваните разговори и како таков започна како истрага не само против Камчев и против Мијалков, туку и против повеќе други лица. И морам да кажам дека во предметот, иако можеби изгледаше поинаку во јавноста, централна фигура беше Сашо Мијалков. Сашо Мијалков долго време се зборуваше дека како директор на Управата за безбедност и контраразузнавање се стекнал со незаконски имот, поседува поголем недвижен имот во државата, имаше содржини на такви разговори и специјалното обвинителство започна со истрага. За жал, таа истрага прво траеше долго, второ беше прекинувана неколку пати и имаше огромни потешкотии за да се дојде до она што јавно се зборуваше. Јавна тајна скоро во Македонија беше дека фирмата Ексико е собственост на Сашо Мијалков, односно дека со истата управува Сашо Мијалков, меѓутоа докази материјални за тоа немаше. Јавна тајна беше дека тој поседува имот во хотелот Мериот, меѓутоа ниту материјални, ниту вербални докази за тоа немаше. Обвинителството, јас како јавен обвинител, тимот на истражители кои работеа со мене и стручни соработници, максимално, буквално максимално, бевме ангажирани и лично сметам дека успеавме да донесеме на чистина една правна ситуација за тоа кога, како и на кој начин Сашо Мијалков се стекнал со имот кој што на крај нели заврши со конфискација. Имаше потреба од сведоци. Сведоците не беа доволно сигурни дека може да го понесат товарот на сведочење. Голем дел од тој имот се криеше зад офшор фирми. Никаде не беше името на Сашо Мијалков. За среќа, во последниот период, таму некаде од пред Нова година, дојдовме и до материјални докази кои точно покажуваа дека фирмата Ексико, на која собственик е правно лице од Швајцарија, дека на тоа правно лице од Швајцарија е член на семејството на Сашо Мијалков. Колку било сето тоа скриено или колку не можело да се прибираат докази, само еден пример ќе ви кажам. Народна банка вршила контрола во Стопанска банка Битола кога Ексико станал собственик на еден од собствениците на таа банка. Народна банка барала податок за физичкото лице кој што е крајен собственик на Ексико, односно на ТМ Инвестмент, собственик на Ексико, но не добил одговор, иако на 2 наврати во 2 години го барало тоа. Со тоа сакам да покажам колку истрагата беше тешка и колку беше просто многу напорно да се дојде до докази. Откако дојдовме до доказите, дојдовме и до материјални докази, кои се во предметот од огромно значење, дојдовме и до сведочки изјави пред се на луѓето чии имиња беа запишани како собственици на имотот на Сашо Мијалков и затоа тогаш се отиде на спогодба, односно во преговарање, затоа што немаше потреба да се води една долга судска постапка на крајно утврдени факти и за кривичното дело кое треба да му се стави на товар и за имотот кој треба да биде конфискуван. Предмет на спогодување беше казната. Имотот за предмет на конфискација воопшто не беше предмет на спогодување. И во тие преговори постигнавме спогодба за 3-годишна казна затвор за кривично дело злосторничко здружување и кривичното дело противправно стекнување и прикривање имот од членот 359 од Кривичниот закон. Ова беше еден од најголемите предмети и лично сметам дека е добро што заврши со спогодби, бидејќи се постигна целта за која се отвори таа истрага, односно се конфискува имотот од една страна,
а од друга страна се призна вина и се намали тој судски трошок, тие долги судски процеси, правдата е скапа. Вие забележувате дека голем дел од предметите кои тргнаа во судски постапки до денес или завршија со првостепени пресуди кои се уште чекаат одговор по жалба, или се укинати, или уште не се излезени од првостепена постапка. Така. Конфискуван е имот, конфискувани се пари, 6 милиони евра, и имот кој според одредени проценки е некаде околу 30 милиони евра. Прегледувајќи ги имотните листови, во дел од овој имот, не цел, има хипотеки, зошто кога ја правевте спогодбата се согласивте на имот кој што веќе има товари. Јас овде сакам да појаснам една ситуација, една работа која е во законот јасно изразена и правниците ја знаат, меѓутоа за јавноста. Постои разлика кога се конфискува имот заради обезбедување на имотно правно побарување на државата или надомесна имотна корист и кога се конфискува имот кој потекнува од кривично дело. Во оваа ситуација, во овој предмет, ние го конфискувавме имотот кој што го лоциравме како имот на Сашо Мијалков, а се води на име на дали правни лица, дали физички лица, и тој имот по законот, согласно членот 359, став 5 и 6, се конфискува. Во самиот член стои дека доколку тој имот не може да биде конфискуван од било која причина, се конфискува друг имот на сторителот на кривичното дело. Во спогодбата, при спогодувањето, оваа одредба исто така беше ставена и стои во самата пресуда. Точно дека многу мал дел, морам да речам, од имотот има хипотеки, меѓутоа, тоа што тој имот е оптоварен со хипотека, не му дозволува на обвинителството да не го конфискува. Кога ќе дојде наред извршувањето на конфискацијата, кога агенцијата ќе започне со спроведување на конфискацијата на имотот, доколку одреден имот кој е оптоварен под хипотека не може да биде наплатен заради целосно намерување, да речеме, на воспоставените хипотеки, тогаш како што е и во пресудата по спогодбата, а така и согласно законот, тогаш ќе се конфискува друг имот кој што го поседува Сашо Мијалков. Пак ќе кажам, таму хипотеките се или многу постари, за дел се веќе исплатени кредитите, меѓутоа и да дојде до ситуација да не може од било која причина, заради некакви хипотеки да се конфискува тој имот, ќе се конфискува друг негов имот. И тоа е дел од спогодбата и дел од пресудата. На почетокот рековте дека е многу било тешко да се пронајдат сите оние кои што имале имот кој практично бил на Мијалков. Има ли друг имот Мијалков кој што не е конфискуван, за кој јавното обвинителство знае дека е негов? Нема. Нема? Не, може тој да има имот, но дека јавното обвинителство знае за него, нема. Се што можеше да има сознание беше проверено и затоа и толку долго траеше истрагата. Сметам дека во Македонија во моментот не постои друг имот, но доколку постои таков имот, тој и имаме ние такви сознанија, постапките не завршија, не е веќе завршена работа, секој пат тој ќе може да биде конфискуван. Но немаме такви сознанија. Целокупниот имот за кој се сметаше дека го поседува и за кој знаевме дека го има и го лоциравме, е конфискуван. Да, но дали тоа значи дека практично сега нема да можете да направите конфискација за оние имоти за кои што... Да се разбереме една работа. Конфискуван е имот стекнат на незаконит начин. Сашо Мијалков не бил безимотен кога дошол на позицијата директор на Управата за безбедност и контраразузнавање. Тој има и правни лица, има и друг имот. Предмет на конфискација беше имотот со кој се стекнал Сашо Мијалков во моментот, од моментот на стапување на функција до моментот на престанок на функцијата, стекнат во тој момент, не го пријавил, ниту кога го стекнал, ниту кога му престанала функцијата. Тој имот ги надминува неговите законски приходи, приходите на членовите на неговото семејство и тој имот е предмет на конфискација согласно кривичното дело од член 359а. Строго се држевме за тоа што пријавил во време кога станал директор на Управата и што пријавил кога престанал да биде директор на Управата и го имавме само тој имот во предвид. Тоа ни го дозволува законот. Се што стекнал
после 2015 година или пред 2006 година не беше предмет на конфискација. Така да сите знаеме дека тој поседува и друг имот. Не е тоа спорно. Така. Во делот имотите кои што сега се конфискувани, ќе го земам за пример хотелот кој што се наоѓа до мериот на самиот плоштад. Тоа е хотел кој го гради Сергеј Самсоненко преку неговата Сис Investment Group. Тука Мијалков поседува некои 566 квадратни метри. Проценката е дека овој имот вреди 3000 евра за квадрат. Меѓутоа тоа е пазарна цена, тоа не е во градба, со оглед на тоа што не знаеме дали и кога овој хотел ќе биде готов, бидејќи со години веќе не се работи на него. Како стигнавте до овие 3000 евра и ако може да ми појасните кога точно е правена проценката на самиот имот? Вака сега, ние мораме да тргнеме повторно со истата работа, да го повториме она што го рековме ние, одземавме имот. Вредноста на имотот во моментот на замрзнувањето на тој имот била една, може да биде сега друга, кога ќе изврши проценка агенцијата може да биде трета. Јас не се сеќавам во детали која недвижност колкава вредност имала, меѓутоа за сите недвижности за кои имавме замрзнување, пред судот дадовме и докази за моменталната вредност која ја имавме како утврдена. За тој имот има купопродажни договори. Фирмата Ексико во почетокот кога се добила дозволата за градба, го има купено тој имот од Кондаминус, тогаш бил собственик на тоа правно лице сега што гради, и тоа се договори клучна рака. Значи, тие пари се исплатени преку сметка, иследена и сметката, доколку тој имот во моментот кога агенцијата ќе реши да го продава вреди повеќе или вреди помалку, тоа ќе го утврди агенцијата во незината проценка. Морам да го повторувам затоа што ние во оваа конфискација не се држевме за тоа колку вреди имотот, туку се држевме за тоа кој имот е на Сашо Мијалков и тој имот го конфискувавме. Може би тој имот ќе има многу поголема вредност. За една само споредба, во становите овие што беа 25 стана на Водно, проценката од тогашниот овластениот проценител беше дека стан вреди 1400 евра. Ние сите знаеме дека стан на Водно во моментот од 1400 евра нема. Меѓутоа, за обвинителството беше важно да го лоцира имотот, да го обезбеди тој имот прво со привремено замрзнување и запишување на хипотека во име на државата во катастар и сега да биде спремен за конфискација. Важно е колку вреди имотот, јас се согласувам дека е тоа многу битно, но битно е кој е тој имот. И тој имот да може државата да го, дали ќе го продаде, дали дел од тие готови објекти ќе ги даде за некаква намена согласно законот, тоа е веќе прашање за кое обвинителството нема никаква улога. Но важно е не колку вредел и колку е проценет, туку кој имот го лоциравме и кој имот е на Сашо Мијалков и го обезбедивме да го предадеме на државата. Можеме да заклучиме дека имотот не е 30 милиони евра, туку е некаде околу, бидејќи има една поприлично спорна изјава од обвинителката Русковска на денот кога е објавена спогодбата, телефонска изјава за Канал 5, ќе може да ја цитирам. Одземен е голем имот 6 милиони евра во готово, според проценките правени во 2011, 13, 16 и 19 се околу 20 милиони евра. Со тоа што знаеме сите колку е зголемена вредноста на недвижниот имот, мислиме дека моменталната проценка е некаде околу 30 милиони евра. Видите вака, јас сум предметен обвинител на тој предмет и јас најдобро знам кога се вршени проценките, колку вреди имотот. Ама јас повторувам. Вредноста на имотот, изразена во пари, во време на замрзнувањето, зборуваме временото замрзнување, е една вредност. Која вредност ќе утврди агенцијата сега, откако пресудата ќе треба да ја спроведе, таа е вредноста која треба да имаме во предвид како вредност на одземениот имот од Сашо Мијалков. Јас се држев и се уште се држам и сметам дека е тоа правно исправно до тоа да го лоцирам и обезбедам имотот со кој се стекнал Сашо Мијалков. А вредноста на тој имот ќе ја покаже агенцијата кога
ќе го процени, а потоа по одлука на влада ќе одлучат дали ќе го користат државата или ќе биде продаден. Не би се држала за вредноста дали е помала, поголема. Тоа и не беше ни во кривичното дело е во основа, нити требаше да биде важно. Но ние како обвинителство сме должни да дадеме проценки, вредности, за да можат судовите да ги донесат решенијата. И оттаму произлегуваат тие вредности. Така. Кога ја очекувате проценката на Агенцијата за управување со одземени имоти? Агенцијата согласно законот има рок од 30 дена од правосилноста на пресудата да започне со процедурата, имајќи во предвид дека беа време на одмори, очекувам дека веќе во почетокот сега на месецот дека ќе ги започнат действијата. Тие согласно законот се должни да го известат и обвинителството и судот и лицето од кој се конфискува имотот за извршените проценки. И верувам дека тоа ќе биде во месец септември направено. Голем дел од имотот е неоптоварен, паричните средства како такви се веќе секако нели спремни и да бидат одземени од сметките. Тие се замрзнати на сметките, така да не очекувам потешкоти во извршувањето на конфискацијата. Секој пат се појавуваат одредени проблеми на терен, тоа е логично, меѓутоа не очекувам поголеми потешкоти и убедена сум дека овој имот ќе биде многу брзо процедурално завршен и конфискацијата ќе биде спроведена.